Почитувани, ќе говорам денес за капиталните инвестиции од областта на инфраструктурата. СДСМ не пропушта прилика, а да не се пофали со навиден успех во капиталните инвестиции. Успех кој што го гледа само СДСМ и нивниот министер за транспорт и врски Горан Сугаревски. Како може да говорат за капитални инвестиции во инфраструктурата, кога најважниот и најкапиталниот објект, а тој е автопатот од Кичево до Охрид, веќе 3 години стои во место. Реализација скоро нула. Ако ги прашаме СДСМ, тие ќе тврдат дека интензивно и во постојаност работат на овој автопат. Но во градежништвото е многу едноставно. Сработеното или се гледа, или во случајов не се гледа. Уште првиот ден како дојдоа на власт, тие тврдеа дека таа траса е промашена. Наместо право отишла десно или лево, што не е вистина. Потоа и нивниот најрелевантен човек од инфраструктурата го потврди дека таа траса не е промашена. Следеа понатака нови потреби од наводно допроектирање, нови клучки, потоа имаше нови проектирање на косини, што се не. Меѓутоа, вистината дека поминаа 3 години на власт и граѓаните не видоа ниту едно посериозно придвижување према напред во изградба на овој автопат. Едноставно е, со неколку градежни машини и мал број на ангажирани лица, автопат не се прави. Притоа, да се подсетиме, првична проектирана цена на овој автопат беше 375 милиони евра. Со СДСМ на власт, тоа стигна скоро 600 милиони евра во 2020 година. Таа разлика во цена не е на терен дека реализирана воопшто не ја видовме. Почитувани, ние дека тоа кажувам јас од оваа говорница, секој еден што патувал при Кичево и Охрид последниве години ќе види дека имал прилика да се увери во тоа што говорам, дека нема придвижување напред кон изградба на овој автопат. Притоа, пред нас е нова летна сезона и наместо овие тешки времења да им се помогне на туристичкиот сектор, да го направиме Охрид и Струга барем малку поатрактивен, инфраструктурен, подобен за пристигнување, ние гледаме дека на терен нема ништо. Ситуацијата на терен е, кажано народски, да стигнеш до Охрид и Струга со автомобил, тој автомобил ќе го искршиш. И тоа не е добро. Би го резумирал денешно излагање. Како и во сите сектори, така и во градежништвото. 3 години имаме една нула. 3 години го имаме Зоран Заев, имаме 3 години хибриден режим, имаме 3 години неспособност и сиромаштија низ целата држава. Успесите во капиталните инвестиции на СДСМ се сведуваат на предизборно ветување од Зоран Заев во 2016 година. Изградба на 600 километри автопатишта. Секој што има барем мало основно познавање од градежништво знае дека ова е нешто неостварливо. И СДСМ го знае тоа и свесно излажава. Благодарам.